На обвинител на клупа во четврток седнува 25-годишниот серијски убиец од Старо Нагоричане, обвинет за 4 убиства и 2 обиди за убиство. Судењето ќе се одржува во Основниот суд Куманово, каде ќе се расплетува случајот што ја вознемири јавноста, откако по неколкумесечна истрага беа откриени низа тешки злосторства. Од обвинителството информираат дека бидејќи сумисла лишил од живот повеќе лица, но обвинетиот му се заканува казна затвор од најмалку 10 години или до животен затвор. Според обвинителниот акт, делата ги извршил од ниски пободи, со намера да ги задоволува своите полови страсти врз мртви женски тела. Првото убиство, според обвинението, го извршил ноќта меѓу 5 и 6 јануари минатата година во селото Клечовце. Влегол во домот на повозрасна и немоќна жена додека таа спиела, ја нападнал и почнал да ја задушува. Од здобиените повреди и неможноста да диша, жената починала. Неколку месеци подоцна, во периодот меѓу 5 и 7 јуни минатата година во селото Драгоманце. Според обвинителниот акт на сличен начин го извршил и второто убиство. Повторно жртва била повозрасна жена. Третото убиство, според обвинителството, го извршил во ноќта помеѓу 17 и 18 јануари оваа година во селото Старо Нагоричане. И во овој случај, обвинението тврди дека жртвата била нападната и усмртена на сличен начин. Само неколку недели подоцна, во ноќта меѓу 5 и 6 февруари 2026 година во село Челопек, обвинетиот според обвинителниот акт лишил од живот уште една повозрасна и немоќна жена. Во меѓувреме, според обвинението, имало и 2 обиди за убиство со умисла, еден лани и еден годинава, и двете во селото Челопек, но жртвите успеале да се спасат. Случајот почна да се расчистува на почетокот на годинава, по неговото последно убиство. Првично истрагата се водеше за само едно убиство, но по дополнителни криминалистички истражувања и ексхумации беа откриени и останатите жртви. Дополнително обвинителството ја проверува и евентуалната одговорност на полициски службеници и лекари, откако дел од смртните случаи претходно биле евидентирани како природна смрт, без да биде извршена обдукција. Според истрагата, токму тоа оставило простор обвинетиот да продолжи со извршување на делата, се до неговото откривање и апсење.